Добре дојдовте во За или против, јас сум Лјупчо Цветановски. Имам чест денеска мој гостин да биде Војсов Зафировски, безбедносен аналитичар, поранешен антикорупционер. Добре дојде. Добро ве најдов. Војсов, еден ден по 9 годишнината од случувањата на 27 април, дали еве можеме да кажеме дека конечно дојде време за една фер разрешница на овој случај, но поголемиот проблем може и да го кажеме тоа, како да дојдеме до фер разрешница за овие луѓе кои што неправедно, на правдина што се вели бидејќи самото дело, квалификацијата е тотално промашена, како да дојдеме до праведна разрешница за овие луѓе и нивните семејства? Најнапред веднаш би кажал дека праведна разрешница на тоа што се случи 27 април не може да има и нема. После толку години нема никаква можност за такво нешто, затоа што се упропастени животи, затоа што се упропастени судбините на семејствата на луѓето кои окапаа во затворите на мирна душа, без никаква одговорност во поглед на квалификацијата на делото кој им беше ставено на товар. Но што е тоа што може да се исправи во моментов? Тоа е вистинското прашање. Вистинскиот одговор би бил повторно судење, меѓутоа судење по сите европски стандарди или судење според стандардите кои се прокламирани во Законот за кривичната постапка, каде што ќе може да се дефинира улогата на секој поединец и, ако се сеќавате, тие самите го бараа тоа. Не бараа помилување, не бараа амнестија. Беа мажи, да. Да. И се мажи. Издржаа и рекоја, ние бараме судење да докажеме дека сме невини во целото тоа случување. А веќе кога ја отвараме оваа тема, би сакал да направиме една хронологија на случувањата во собранието токму на 27 април. Што се случуваше? На 27 април македонската телевизија на третиот канал вршеше директен пренос од собраниската пленарна седница, на која требаше, беше така најавено, треба да се избере нов спикер на парламентот. Меѓутоа, на собраниската говорница се појави еден лик кој почна да ја пее албанската химна. Албанската химна значи или означува територија, означува држава, означува државност. Нешто што е апсолутно скандалозно и неприфатливо за ниту една демократија во Европа, и пошироко. Од тука спикерот тогашен, господинот Трајко Велјановски, ја прекина, ја заклучи седницата и закажа нова седница за наредниот ден. Пратениците, поголемиот број од нив, станаа си заминаа, но затоа господинот Ферид Мухич, ако не се лажам, мислам да, без никакво властување, без никакви претходни договори, излезе, седна на местото на спикерот на парламентот и ја продолжи седницата. На седницата присуствуваа, од сите снимки што ги видовме, на 27 присуствуваа 59 пратеници, што значи немаше ни просто мнозинство за да можат тие да гласаат и да изберат председавач. Минус 20 од потребните 61. Минус 20 од потребните 61 пратеник. Тие 59 мина не седеа на своите места, за да може да гласаат и да се констатира колку луѓе гласаат. Тие стоеа во собраниската сала. И со акламација дигаа раце, кој еден, кој две, да можеа и по 5 ќе кренат раце, и се случи тоа што се случи. Го избраа на нелегитимен начин, или како би го квалификувале со пуч, направен пуч, они дојдоа до тоа за спикер на парламентот да биде избран
Талат Џафери. Знаеме дека граѓаните масовно беа присутни околу собранието и за цело време следеа што се случува во собраниската сала. Чашата ја прели пеењето на албанската химна во парламентот. Граѓаните навалија да влезат. Јас одговорно тврдам дека никој не може, дури ни со тенк не можат да влезат во собранието ако не беше тргната пречката од другата страна, од внатрешната страна. Полицијата е тука одговорна. Тука е одговорна што не ги спречи Муковски и Арнаудов да ги отстранат пречките и да ги отворат вратите. Одговорноста на полицијата и ден денес тврдам е во тоа. Меѓутоа, тоа нити е тероризам, нити е кривично дело, туку тоа е нешто за што треба да одговараат дисциплински. А дека се одговорни, се одговорни. Натаму, многумина полициски службеници кои работеа во обезбедувањето на собранието, дојдоа да помогнат, односно да се најдат на припомош на колегите кои веќе беа внатре. И знаете што се случи? И тие завршија на суд како обвинети. И тие се сега исто така во затвор. Она што мене најмногу, како човек кој цел живот работел во полиција и се бави со безбедносни анализи, најмногу ме изненади квалификацијата на делата кои им се ставија на товар. Станува збор за тероризам. Има повеќе дефиниции за тоа што е тероризмот. Меѓутоа, една е за мене многу валидна и многу точна. А тоа дека тероризмот подразбира незаконска примена на сила и насилство од страна на поединци и групи, директно подпомогнати од странски сили, со или активности кои ги надминуваат националните граници на државата, со цел да го заплашат народот и да остварат одредени цели кои се спротивни на волјата на граѓаните. Знаеме кој излезе и кој ги подржа, кој го подржа пучот што се случи на 27 април во пленарната сала на Собранието на Република Македонија. Тоа беа 5 амбасади. Најнапред Америчката амбасада, натаму Германската амбасада, Британската амбасада, Француската амбасада и Холандската амбасада. Тие 5 амбасади го поддржаа тоа што се случи на незаконит начин и промовираа фактички еден наметнат режим во Република Македонија. Кој што им требаше да им заврши работа. Кој што им требаше да заврши работа, за да го за да се смени името на Република Македонија и за сметка на тоа да внесат дополнителен страв кај македонските граѓани, направија квалификација на делото дека се тоа е терористички чин. Нити беа поддржани од странска служба, ако беа требаше тоа Вилма Русковска да го докажи на судењето. Меѓутоа тоа не се случи. Никаква поврзаност со странски служби. Напротив, странските служби поддржаа нешто што беше спротивно и на Уставот и на законите на Република Македонија. Тоа се вистинските терористи, значи да не се лажеме. Ако гледаме реално, кога би имало обвинителен акт за тероризам, на него би се нашле Заев, Талат Џафери, па ако сакате, сите тие што беа таму. Да. Во оваа насока, осудените луѓе за 27-ми
неосновано, неоправдано беа ставени во затвор. А целта на актуелната власт, поддржани од странскиве амбасади, беше токму таа, да се заплашат граѓаните на Република Македонија, за да не се дозволи поинаква разврска на она што поредот на нештата требаше да се случи. Се сеќавате и на протестите кои беа пред собранието на Република Македонија откако референдумот, каде што плебисцитарно граѓаните се изјаснија дека не сакаат промена на името Република Македонија, како реагираше тогашната полиција? Да. Се сеќавате дека имаше и повредени, дека завршија во болница. И глумици, македонски познати интелектуалци кои што фрлаат, нели, топовски удари, што веќе не ќотек еден падна, нешто невидено на луѓе кои што не газеа на мравка, туку протестираа само. Јас сум сведок, бидејќи цел живот го поминав во полиција, дека кога имало насилни протести. Да не ги заборавиме шарената револуција, па елементите повредени, па тогаш не ги тепаа така како што беше ово. Да спречат повторно враќање на полицијата нема интервенирано така брутално како што интервенираше тогаш. Така. А тоа беше се со цел и јасна намера да се заплаши македонскиот граѓанин, да не му се дозволи да ја реализира својата слободно изразена волја, не само на референдумот, туку и на изборите кои претходеа на тоа. Така. Но еве, поминаа 9 години, дали и што можеме да сториме за да се добие такво фер судење? Еве, за жал првин беше врховен, кој што не даде шанса, потоа случајот отиде на апелација со барањето за повторено судење, значи, како што кажавме, никој не побара амнестија. Побара од апелација, еве втор пат, нели, првин врховен речене, а еве дојде на апелација, да има праведно, фер судење, но да видиме што се случило на вистина, не со оваа безобразна, промашена, утната, скроз квалификација за тероризам. Само тоа ќе беше доволно. Еве, некој удрил некого, година, 2, 3, па Чекеринска 4 години дедото доби што ја потегна, а еден што утепа моторџија тука доби една година, па протестиравме, па и го пуштија всушност условно, па да добие леле 2 години цели затоа што утепа човек и детето неродено, жената му ја повреди. Да не зборуваме за такви случаи. Ова беше кубење на коса, не е убаво и тоа се што се случи, ама 4 години, а овие па драконски казни, да не зборуваме за луѓето што се уште тами. Како да дојдеме до тоа да се смени ова? Еве, судството ни е какво покаже дека уште такво. Сега имаме нов јавен обвинител. Да. Нов републички јавен обвинител. Мислам дека тој е на потек. Тој треба да ја види, да ја погледне и кривичната пријава Јане Ченто што ја поднесе против Русковска. Тој треба да ги види аргументите кои перманентно со години наназад осудените ги вадат на маса и ги нудат како аргументи и да побара ново судење. За тоа што имаме сосема нови аргументи, нови докази, нови околности кои ќе можат да фрлат поинакво светло и во крајна линија точно да се види кој бил терористот и зошто е тоа сторено и со чија поддршка. Да го направиме тоа, мислам дека тоа ќе им биде најголема сатисфакција на тие луѓе. Да, државата ќе има обврска и материјално да ги обештети, но пак ќе кажам, тие пари нема да им вредат ништо, бидејќи штетата е направена, но сатисфакција ќе добијат само преку фер судење и преку една фер постапка. Да не заборавиме и тоа, дека судењето беше лакрдија. Ги казнуваа адвокатите затоа што бараа да се прекине судскиот процес, затоа што цел ден, 10, 12, 14 часа се судеа. Така што има принципи кои се прокламирани во Законот за кривичната постапка. Ако се почитуваат тие принципи, јас мислам дека
некаква сатисфакција ќе добијат. А иначе, штетата е направена. И тие луѓе не можат никогаш да бидат во вистинска смисла на зборот обештетени, затоа што изминаа години и години подалеку од своите семејства, години и години надвор од службите во кои работеа, а беа исклучително големи професионалци, за дел од нив тврдам, и мислам дека само ново судење, нов процес во кој ќе се даде шанса да се обелоденат сите факти и аргументи, да се дојди до вистината. Да не заборавиме една работа која што е најлоша од се. Времето не може да се врати. Времето изгубено, како што кажавме, и со семејствата, и со службата, и со се, но двајца почина. Игор Јук и Кире Георгиевски почина. Кире Георгиевски почина. Некој треба да одговара за ова. На крајот на криштата веќе не зборуваме искрено за одговорност на овие луѓе. Знаеме дека ја нема, знаеме дека некој е одговорен за тоа што тие се таму, а не требаше да бидат. Беа буквално кажана една показна вежба, како што кажа и ти, еве што ќе ви се случи ако застанете против Северна. Тоа беше класика. И оние другите кои што беа од СЈО гонети, министри и високи функционери од претходната влада на ВМРО ДПМН, секое второ судење, секој ден го гледавме Миле, па овој, па значи и јака им душа и на тие луѓе. Јанкуловска исто така помина низ Голготи, детето не можеше да си го види. Монструозно беше тоа што се случуваше. Но еве, починаа двајца луѓе, та не ги забораваме, Игор Јук и Кире Георгиевски. Некој треба да одговара за ова што го направи. Не тие треба да им се обештетиме и да им се одолжиме и како народ и како држава, да, но треба некој да одговара за вистинските, како што велиш ти, терористи. Дефинитивно треба да одговара. Затоа што се загубија два живота, кои сигурно и ден денес ќе ги гледавме меѓу нас, доколку беа на слобода, доколку водеа грижа самите за собственото здравје, и мислам дека и ден денес ќе ги имавме меѓу нас. Без тие нервози и се што го поминале, така, не дај Боже да го доживее некој. Човек ќе се скара дома или со комшијата, па не спие со ноќи, да, доживува стреса, камоли една ваква ситуација те прогласат за терорист. Да. Во државата за која секој еден од нас е спремен и животот да го положи. Мислам дека ова е нонсенс и дефинитивно треба да има одговорност за сите оние што учествуваа во монтирањето на тој процес. Да. Почнувајќи од дотичната господја која беше обвинител тогаш, да, па завршувајќи до службите, па и до судот кој на известен начин царска, но еве на известен начин ги прескокна процедурите и направи неповратна штета. Тој судско јавно обвинителски шлям кој што ја дотера работата на 12 судство. Да не се лажеме. Причината за тие 12 на доверба, тоа не е доверба, тоа е недоверба. Значи, причината за таа недоверба е случувањата за 27 април и дејствувањето на СЈО. Ке зборуваме малку подоцна и за СЈО, но еве, зборуваше за местенки. Вчера, токму Јане Ченто, еден од оние кој што доби драконска пресуда, поднесе кривична пријава против Вилма Русковска заради тоа што се случуваше, но и поднесе докази дека имало притисоци и јавна комуникација документирана на висок функционер. Може само да замислиме кој многумина беа во шемата, почнувајќи од оној црпнатиот па сите околу неговата банда што се, но значи тој функционер вршел притисок и комуникација имал со еден од обвинетите. И тој го знаеме, не е каратист, него нешто облечен во црно, ајде да не му го спомнуваме името и очињата, само му се гледаат во филмовите, кој што 4 или 5 пати ја сменил својата изјава од полошо на полошо и нотарски. Нели, заверено е тоа и се, заради тоа што некој му се јавил. Па и тоа го знаевме. Проблемот е што сите знаеме што се случува во државата, дека тоа не требаше да се случи, но еве го правиме. Колку ќе помогне ова
од Јане Ченто што е поднесено, доколку јавното обвинителство смогне сили, собере храброст, да не се лажеме, да ја прифати таа работа што сите знаеме дека се случуваше, за да почне да се разврзува ова клопче така набиено со години, 9 години веќе. Токму на тоа мислев. Да. Клопчето од некаде мора да почне да се разврзува. Така. И најдолгиот пат почнува со мал чекор. Да. Така и ова. Значи, имаме една ситуација каде што се нудат докази и верувам дека е тоа така, дотолку повеќе што никој не е луд да дади изјава и нотарски да ја завери и да ја приложи како веродостојна. Тука збор да нема дека работите почнуваат да се одмотуваат. Би рекол и уште нешто друго околу овој дел. Заев многу пати во својот кабинет ги имаше повикувано и обвинители, и суди, и разговарано со нив. Човече, ти си премиер, ти ја водиш извршната власт. Судската власт е нешто сосема друго. Ако не се обезбеди и ако не се гарантира независност на судската власт, вие имате нефункционална држава. Имате нефункционална држава. Небадијала се направи да биде главен реформатор на судството, за да има алиби да ги повикува. Зборуваме за реформите, а кога се направи пораки? Кога се направи прв реформатор на судскиот систем, откако Калајџиев и Најчевска поднесоа оставки на таа позиција. Зошто поднесоа оставки? Јавно говореа. А не можат да се согласат со решенија кои некој друг им ги наметнува. Премја навредува стручноста на тие луѓе. И дефинитивно тука мислам дека треба сериозно да се подразмисли и обвинителството да се посвети на проучување на целиот тој период и да се покрене обвинение за велепредавство на неколкумина од тогашниот естаблишмент во државата. Так. Затоа што направија огромна штета, затоа што ја доведоа Република Македонија во подчинета, во понизна позиција и ден денес не можеме да ги исправиме сите оние глупости што тие ги направија во поглед на меѓународната позиција на Република Македонија, во поглед на, ако сакате, суверенитетот на Република Македонија. Се некој доаѓа, советува, менува и устав, кој да е уставот тефтер во некоја биртија. Па се запишуваат... Уште полошо го третира како тоалетна хартија, да не се лажеме. За жал. И знаеме како дојде до тоа. Знаеме како дојде до уставната промена на името, со оние фатени за знаеме што пратеничиња, кој за ова, кој за она уценет, кој со синот, кој за криминалот, кој за отворањето на портите, кој што ти спомена, ако не се отворија ништо немаше да се случи. И случајно отварачите на портите, па ете некој ги амнестираше и сите тие работи. Не пиеме нафта, нели? Не само што ги амнестираше, не само што ги амнестираше, добија тендери, милионски тендери, милионски кога велам милионски, не мислам на денари, на евра, милионски евра, суми огромни за тендери кои прашање е колку ќе може или колку може да ги реализираат. Наместо тие како виновни да одговараат за тоа што се случи, одговараа некои сосема други луѓе кои имаа најчесни, најкоректни намери кон државата и кон Република Македонија. Дали сепак ова што се случи со 27 април и луѓето кои што, нели, завршија каде што завршија, не требаше зборувам за осудениците, нели, за овој небулозен случај, покажа една приказка за Пиреот и за македонштината. Зошто? Ги следам по социјалните мрежи, имам пријатели ми се, нели, по Фејсбук и по се, и Јане Ченто, и Игор Ангелов Ќосето, и Вили. До сега
немаат покажано ниту еднаш слабост, на контра од тоа. Тие постојано се подсмеваат со овие, да не ги наречам битанги од минатата власт, она што се случува, постојано бараат правда, не плачат како што плаче некој, нели, кенкаат, тие машки цело време настапуваат, постојано Македонија, име во секоја реченица, покажаа дека што и да правиш, така човек не се крши. Не се крши, тоа се храбри луѓе, со дигнитет, со интегритет. Тоа се луѓе вистински патриоти, кои си ја сакаат државата, кои ја сакаат Република Македонија и го мислат најдоброто. Да беа некои плачковци, до сега и ќе се пазарија, и ќе... Да, кој што и некои се испазари, да не се лажеме, секогаш ќе има такви црни овци, имало и ќе има, за жал, во нашата историја, оној муабетот на Гоце Делчев, не постои земја која што повеќе пати од своите предавници, така нели, и предавства, така што имаш и такви, и благодарение на тие дел од луѓето кои што се во затвор се најдоа таму, еве токму оној сведокот кој што го зборуваме, такви плачи онаковци имало секогаш и ќе има, но еве, овие покажаа дека овие се стаменити луѓе, луѓе кои држат до себе и држат до сопствената држава, до сопствениот народ. И до сопствената идеја, што е многу значајно да се има предвид. Секогаш. За разлика од оние кои што беа на власт и кои што беа познати по коленичарење, по безрбетност, сервилност, субмисивност, покажаа се што не треба да се покаже. Се сеќаваш на оние темни времења со оној што кмичеше со Пендиков, па не знам кога ќе дојдеше некој од бугарските, па имаше еден љубави што изразуваше приказки, а председател не беше жив, резил. Затоа сме тука каде што сме. Затоа тапкаме во место во поглед на европските интеграции. Затоа што некој прифати обврски кои се апсолутно нелогични, не можат да се проголтаат дури ни со сода бикарбона. И ден денес ги правда, тоа е уште поневеројатно, наместо да се извинат. Страшната работа е тоа што наместо да се извинат за глупостите што ги направија, они се уште ги правдаат таквите постапки, таквите чекори, и вината ја бараат во достоинството, во дигнитетот на оваа власт, која не сака да прифати ништо без гаранции дека веќе еднаш ќе тргнеме напред. Да не заборавиме, беше ветувано дека сменете го знамето, готово е, влеговте во Европска унија. Го сменивме знамето. Сменете го, не знам, името, влеговте. Ни едното, ни другото, ни... Договорот се сеќавате на онаа фотка во владиниот авион кога дојдоа по 63-ти пат со почнати преговори. Да, дигнатите палци. Дигнатите палци. Наместо да се извинат на македонскиот граѓанин за тоа што го правеа со години, они немаат ни срам, ни образ, ни чест, ако сакате, и ги правдаат тие постапки и не знам, не ми е јасно, не можам да ми ја фатам логиката. Нема логика. Нема логика тука. Денеска излезе едно соопштение кој што беше, мислам, хајлајт на овие 35 години скоро како сме независни. Едно соопштение од една партија која што се вика СДС, нели? Тоа МТО не им одговара. Насловена беше "Тероризмот е во крвта на ВМРО". Мислам, секој македонец кој што ќе го прочита тоа, се наоѓа навреден и вели далеку е од умот ова што го пишувате, зборуваме за ВМРО. Како прво, тврдеа дека ВМРО ДПМН нема ништо со сегашно, поранешното исконско македонско ВМРО. Тоа е првата организација која што првото организирано действување за ослободување на Македонија. Како можеш против тоа? Не само што го кажаа тоа, туку отидоа дека ВМРО ДПМН, односно ВМРО, е виновно за атентатот на Киро Глигоров. Сачувај Боже, Фрчковски нивниот беше министер за внатрешни, целата таа банда до ден денес, нели, се случува тоа што се... Имаме и тука една хронологија. Најголемиот чин на тероризам на ВМРО беа солунските атентатори, гемиџиите. Против нив зборува?
Следното е убиството на кралот Александар во Марсеј. Караџорџевич, да. 34-та, да. 34-та година. Јас за друг терористички чин сторен од ВМРО не знам. Ги поврзуваат со Михајловистичка, а тие се денеска СДС Михајловистичка, бугарашка и се. Она што не умеат да го разберат, тоа е дека секој чин, секој акт се случува во одреден историски временски момент, каде што има 1001 причина за да дојди до таков чин. Ајде да се вратиме на она што се случуваше 27 април. Собранието и ден денес нема записник од таа седница. Тоа беше пуч, без натаму. Прочитајте ги дефинициите за тоа што е државен удар, меѓу другото е и тоа. Следна работа. Зошто ја забранија книгата на Стојан Андов? Затоа што со име и презиме посочи на оној кој е инволвиран во атентатот на Киро Глигоров. Па не е логично, луѓе, да ви го убијат, да се обидат да го убијат председателот на државата, а министерот за внатрешни работи 2 месеци да го нема во јавноста, да се појави, да кажи 2 збора. Една работа забораваат сите, Војсов, тогаш влада е СДСМ. 20 дена пред обидот за атентат на председателот, кој што заврши трагично, загина неговиот возач, сите го забораваме тоа, но 20 дена претходно е подпишана привремената спогодба за името со Грција, за разликите меѓу името, ја вика, која што ни го наметна БРМ, која што траеше 14 години. Тоа се случува на 20 дена пред атентатот. Друга работа. Киро Глигоров пред тоа и по тоа зборуваше јасно и гласно против привремената спогодба, која што СДС со двете раце ја потпише и тогаш, како и секогаш што прават се против Македонија. И 20 дена случајно после тоа, и не, тоа биле бугарските, српските служби. Значи, ајде да не се лажеме, да имаше служби тука, имало сигурно, но тоа дека така е направено случајно. Борис Трајковски е неговиот несреќен случај според многумина атентат се случи на неколку месеци пред таа година е референдумот за територијалната организацијата се случува, требаше да ја потпише тој. Кога Борис Трајковски ќе ја потпишеше таа? Немаше да ја потпише. Никогаш. Референдумот немаше ни потреба да се случува затоа што добро, пропадна заради уставното име што не го призна, пак знаеме кој, но Борис Трајковски немаше да ја потпише таа територијална организација. Се ни се случува поврзано со договори. Имавме во наводници среќа кога се потпишува преспанскиот и бугарскиот, да имаме едни сервилни коленичари, никој немаше потреба ништо да им прави, па тие потпишува и повеќе него што треба. А кога се случуваат други работи, се случуваше ова. И надвор? Да. Ги потпишаа тие договори надвор од уставот. Се знае кој може да потпиши таков меѓународен договор со превземање на обврски. На своја рака, едни од 2 месеца по доаѓањето на власт не ни знаеле што има ни во едниот ни во другиот, да не се лажем. Последниот дознаваат секојаш. Јасно е, јасно е. За ова, исто тоа го спомена ти, треба некој да одговари тоа. Треба да одговара, јас велам, републичкиот јавен обвинител треба да седни и добро да ги проучи случувањата и текот, континуитетот на сите тие случувања, за да дојди до заклучокот дека Република Македонија стварно е доведена во подчинета позиција и да покрени обвинителен акт против тогашното водство, тогашниот естаблишмент кој ја втурна Македонија во слепа улица на патот кон Европа. Башка насмеани со промена на машни ѓуамити на свадба, нели, додека сите се крстеа и велеа што правите луѓе, а не можеш да им простиш знаеле или не знаеле што прават. Да, така? Се договара и сватови да стануваат, ама им се изјавови. Неколку месеци не, но неколку години само после тоа излезе еден Кодзијас и кажа дека, и Ципрас го кажа истото, дека ќе не примеле и под нашето уставно име, затоа што сме им требале во НАТО, само
се нашле оние кои што се нашле, а сите знаеме кои се тие за да завршат работата, така што еве ни уште еден доказ. Времето работеше за нас. 140 земји, и 4 држави од светот ја беа признале Република Македонија под уставното име. Дури и земји од Европската Унија, членки на Европската Унија, не беа признале со уставното име. Така, времето работеше за нас. Да. На кого му се брзаше и зашто му се брзаше? Така. 2018 времето пред и по Антихриста. Така некако му доаѓа. За жал, така некако доаѓа. Да. И сето тоа се случи исто така и през Панското никој немаше поим што има во него. За бугарскиот уште помалку затоа што беше 2 месеца после францускиот предлог, па се сеќаваш како го крија како змија нозе. Па оној председателот кој што немаше поим, па после кажа дека учествува во неговото правење. Така како чорапи на 5 секунди се само демонтираше. Немојте тоа. А иначе самиот текст на Преспанскиот договор, ако добро го следите, ќе видите дека наративот во него и техниката на која е пишувана нити е македонска, нити е грчка. Таа е пишувана некаде на страна во некоја канцеларија, да не кажам во чија канцеларија и каде, меѓутоа надвор од Република Македонија, надвор од Грција. И без комуникација меѓу дипломатиите на Македонија и на Грција. Во тоа сум сигурен. Грците знаеле што има. Не, знаеле. Грците учествувале, предпоставувам, во креирањето. Па тие кажувале што сакаат. Желбите си ги желбите си ги нотирале и ги дале таму. Меѓутоа, меѓу нив и македонската дипломатија не верувам дека во тој период имало комуникација и предлогот им е даден, односно договорот им е ставен на маса, земи или остани. Take it or leave it. Да. Тоа е приказната за Преспанскиот договор. Па земете го, читате, добар дел од одредбите се неразбирливи или онолку колку што може да ги разбере еден правник, ќе свати дека не се номотехнички средувани кај нас. Тоа е вистината. Ставени и подпишани, знаеме да парафот и кој го стави уште се чала на ден денеска, па и тој другиот. Но мислам дека доаѓа време кога некој можеби не завеле предавство, ама ќе одговара за други работи, дека на тоа се должи оваа паника во редовите на опозицијата. Затоа ќе зборуваме во вториот дел. Со нас е Војслав Зафировски, се враќаме веднаш по рекламите. Останете со нас. Се враќаме во За или против, мој гостин е Војслав Зафировски. Една работа која што само ја загатнавме, но не ја дотанчивме. Дали мислиш дека ова што се случува во опозицијата сега е нешто што наликува на едни други времиња, кога имаше наративи странски, што самиот ги спомена? Еве сега, кој нормален македонец би се закачил со терористите на ВМРО исконското? Кој би рекол дека гемиџиите со тоа се терористи, оние кои што го потопија Гвадалкивир, нели ја срушија Отоманската банка за слобода за Македонија, сега некој пишува ево крвта на ВМРО тероризмот. Дали мислиш дека повторно се оние србите кои да им ги пишуваат тие глупави соопштени? Па македонец вистински не може таква глупост да напише. Ми го земавте зборот. Дефинитивно не верувам дека може некој што е роден, израснат, образован во Република Македонија да излези со таква теза дека на ВМРО против собствените херои. На ВМРО тероризмот им е во крв. Не. Се повеќе верувам во она информација дека пиарот на СДС е всушност некој од Србија. Так. Се повеќе верувам. Гледано од страна, така. Глупости, Наративот воопшто не е македонски. Инфантилен е на страна, но воопшто не е македонски. Сме ги слушале ние и предходниците на Филипчи и така натаму, меѓутоа
наративот воопшто не е македонски. И се повеќе верувам дека некој од надвор им го води пиарот, зашто предпоставувам добро и дебело го плаќаат. Меѓутоа, има и нешто што може да се забележи дека Филипче е префорсиран во тој дел. Затоа што секој ден во фрижидер отвораш, го гледаш Филипче затвораш. Уште од фрижидер или од надкасната со лажиците и вилушките не излегува. Или е на пресконференција, или е на некоја телевизија, или излегуваат со соопштение што упатува на тоа дека се обидуваат да наметнат едно темпо кое треба според нив да ја дискредитира актуелната власт. Меѓутоа, начинот на кој тоа го прават е апсолутно дилетантски, независно кој стои за нивниот пиар, е апсолутно дилетантски и од аспект на аналитичар би рекол дека станува збор за политички примитивизам. Нешто што не држи вода, едноставно излегувате без аргументи, излегувате без сериозност во она што го велите и ќе си одржите пресконференции, на никого ништо. Меѓутоа, јас ги разбирам. Они се опозиција, они се веројатно во распад, да кажам, и настојуваат сега по секоја цена да одржат мобилност на собственото членство кое им се ситни. Секојдневно им се ситни. И мислам дека тој политички примитивизам ќе им направи поголема штета од ефектот кој тие самите го очекуваат. Во последниот период има такви изблици на простат. Тоа беше простатлук, немаше друго. Го нарекоа премиерот уличар. Одеа со наслови кој е овде луд со извишник. Многу српски финти сето там изгледаше како оние таму што пумпаа, што правеа, како и да прават, нели? Но денешното, она што беше тероризмот е во крвта на ВМРО, пандан на тоа поради она што се случуваше на Бихаќка последно време со оној Шмрчко и останатите, би било белото е во крвта на СДС. Бидејќи ваквата агресивност, ароганција и она што го пишуваат и кажуваат, може да биде и дел од некои психотропни супстанции. И не само тоа, они така действувале, велат. Они се со многу кратко памтење. Предпоставувам дека во сите овие соопштенија се обидуваат да сокријат се она што тие правеа во изминатиот период. Вика, ќе дојде правда, се бориме за правда. Не, да не се плаши некој од нешто. Се плашат, сигурно се плашат. Тој криминал, таа поврзаност со Беланцона, со Грчец, цела јавност го знае. Цела јавност го знае. И тоа не се шпекулации. Не се шпекулации. Нивни началници фаќа. Така е. И тоа Деа ги фаќаше, никој друг. Деа ги фаќаше. Дека ќе има акција зашто знае ако кажат. Тие забораваат што се случуваше во нивно време. И тој вокабулар примитивен, низок, подол. Тоа говори за нив. Така. Не говори за другата страна. Тоа говори за нив. Ако имате нешто сериозно да објавите за некого, па кажете, луѓе, објавете го, да се обзнани. Меѓутоа, и за тоа треба ниво, треба култура. Не може човек кој е во политичкиот врв на одредена партија да излези и да се користи со вокабулар кој не го користат ни уличари.
Ни кочијаше, ни пред кооперација е срамота тоа да го кажам. Срамота е. Зашто не оди. Но еве она што се случува во последно време наликува на една фраза која што вели го има многу зашто знае дека ќе го нема. Она што го спомена можеби со Филипче секојдневно што излегува нели на пресконференциите и се. Дали сето тоа и за сето ова што се случува, оваа ароганција, оваа агресивност на опозицијата која што пумпа, а нема што да пумпа. Денеска излегува Филипче за 3 дена стара вест, Вајц што кажа за бугарска телевизија за да им угоди на бугарите за реформите и ликуваат злорадо, леле супер Македонија ништо не прави. Лидер на опозицијата излегува 3 дена на вест тазе како ланскиот снег да направи пресконференција за тоа. Јас она што мислам се плашат од она што следува, па мора да ги има зашто ќе ги нема можеби на слобода, не онака не дај Боже, нели? Нема, јас се прашувам една работа. Во чие име тој говори? Во чие име говори против интересите на Република Македонија и против издржаните логични политики на Република Македонија, која со децении наназад е со статус кандидат, со децении наназад прави отстапки и се советување дека само што направете го што ова ќе влезете во. Во 2009-та имаме позитивна препорака на истата Европска комисија дека треба да почнеме преговори, не блокираше Грција до 2019-та и од тогаш продолжи да не блокира Франција па Бугарија. Потоа Бугарија. Да. Така што и Македонија е виновна. И Македонија е виновна. Да. Не може да биде Република Македонија виновна. Така, автошовинизам се вика тоа. Ако некој излези со став, сторете го ова, и со тоа е завршена приказната околу прашањата поврзани со идентитетските прашања, тогаш нема зошто да биде проблем. Но да ги исполнуваме Копенхашките критериуми, ги имаме исполнето уште години наназад. 2009 е првата препорака, тогаш ги исполнивме. Така е, ги исполнивме, исполнето е. И Република Македонија бележи еден сериозен прогрес во поглед и на усогласувањето на хармонизацијата на правото и така натаму и така натаму. За некој сега да го доведи во прашање ова што се нарекува... И да се радува опозиција зашто сме назадували. Јас се прашувам од која држава се тие луѓе и чии интереси тие ги застапуваат. Беа од Унгарија едно време, после за Бугарија не може, дефинитивно не можат да се луѓе кои ги застапуваат интересите на граѓаните на Република Македонија. Така. Кога велам на граѓаните на Република Македонија, мислам на сите граѓани без разлика на нивна етничка, национална и верска припадност. Но еве, бидејќи се китат со кажаното од Вајц, кој што го кажа тоа за бугарите, за да им направи нешто убаво, затоа што претходно ги утепа, меѓу другото, истиот тој Вајц побара тргање на вториот протокол, кој што е катастрофален за Македонија и македонците. Втор протокол кој што со две раце заедно со францускиот предлог го потпиша и го прифати истата таа СДС. Сега, во време кога Томас Вајц, австриецот, вели ова е катастрофа, ова е удирање по идентитетските прашања кои што не смеат и не можат да бидат дел од преговорите со Европската унија, ги имаш СДС дома, Филипче и компанија сите наредени и викаат прифатете го договорот со Бугарија, внесете ги бугарите во уставот, каков втор протокол, сето тоа е лагана ВМРО, ДПМ, не сачувај Боже. Австриецот и вика, ало луѓе не бива вака, овие велат, немаме проблем, не оддалечува од Европската унија, ќе немаме пари, ќе кој е тој што го потпиша протоколот, вториот протокол? Така. СДС. Бујар Османи, мислам дека беше првиот потписник. Ковачевски беше на владата, да. Што да разговараме тука? Да. Јасно е како бел ден дека СДС се уште си ги оправдуваат глупостите кои ги правеа наназад со години. Да. Наместо да се извинат, можеби така и ќе добијат прошка, но контраправат од сето тоа. Знаете што, извинувањето е првиот чекор кон покажувањето на спремност да се промениме и да ја смениме собствената ароганција, собствената политика во конкретниот случај. За да се извините, за да ги воочите собствените грешки, треба да имате доблест,
треба да бидете човек со душа и со срце. Ако го немате тоа, нема никогаш да се извините, кој што не се извинуваат. И тие всушност покажуваат дека не се подготвени за да го променат ставот кон собствените грешки направени наназад на нивното владење. Фројд вели дека првиот симптом на ступидитет, ќе го наречам, е недостигот на срам. Така што, нели, си има некои работи кои што се поврзуваат. Па да, За жал нечи. За жал они А и имаат, наша. пак ќе повторам, имаат кратко помнење, а со Златни краткото помнење исчезнува и срамот. Така. Но веруваш дека она што мислам дека го споделуваат тоа чувство многумина и посакуваат да биде така, она што го кажа премиерот и многу голем вознемир внесе во редовите на СДС е дека има чувство дека доаѓа време на одговорност за поранешни премиери е множина, така што двајца треба да се загрижат тука минимум, министри ги имаше многу кои што треба да се загрижат и високи функционери. Веруваш дека доаѓа тоа време, конечно бидејќи го чекаме како насушно, како лепче што ви Јас многу добро се сеќавам на тоа што се беше говорено во предизборната кампања, пред изборите. И ова го очекував да се случи дури и порано. Да, ама Коцевски беше тука, Но му дадоа Коцевски шанси. беше пред, имаше Благодарение за жал од Кочани. имаше се спаси. имаше Да. многу пречки на тој пат, меѓутоа полека се отвара просторот тоа да се реализира. Односно, да се тргне во едно преиспитување на се она што претходно е работено, на се она што како зло е нанесено на македонскиот народ, на македонските граѓани и на македонската држава. И тука јавното обвинителство е на потек. Пак ќе кажам дека јавното обвинителство е фокусната точка Така. во која се прекршува правдата, во која чија независност всушност треба да ја гарантира стабилноста на државата. Така. Ти благодарам што беше мој гост. Ми беше задоволство, зарем заврши емисијата. Така, лета време, ти благодарам. Ми беше чест. Ми беше задоволство. Благодарам. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави, имајќи предвид се што се случува околу нас, чувајте се многу.